Дневник на ТВ Плюс, еве што ќе гледате. Собраната помош донирана во Скопје. Забележан пораст на штедењето во денари. Медија камп Боверо во Старо Нагоричане. На граѓани за помош на поплавените во соработка со Црвениот крст од Куманово денеска ја однесоа донацијата во Скопје, која што беше собирана изминатите 2 дена во градот. Околу 400 пакети со прехранбени и хигиенски средства и исто толку пакети со вода се распределени на поплавените семејства. Помош доби и семејството Крстиќ во Стајковци, кое што на 6 августи го спаси животот на Емилија Цветковска. Емилија Цветковска, која 2,5 часа се борела со водената стихија во Скопско Стајковци, денеска во знак на благодарност замина кај семејството Крстиќ да им помогне со чиста и сува облека, хигиенски средства и се она што моментно им е најнеопходно. Оваа помош можеби не може да се спореди со она што Крстиќ го направиле за нашата сограѓанка, но сепак покажува колку големо срце има Емилија и колку голем човек е, ако се земе предвид фактот дека со исекотини на ногата и модринки по целото тело, денеска без размислување тргна лично да се увери дека нејзините спасители се добро. Безпрекорно сум им благодарна што успеа во толкова вода од 2 метри стихија да ми дадат цело време поддршка, да ме бодрат да издржам и на крај со чаршафи да ме извлечат од таа студена вода. Стварно благодарам од се срце. Освен семејството Крстиќ, помош од Куманово денеска ќе добијат околу 400 поплавени семејства во Скопскиот регион. Тие ќе добијат пакети со храна, хигиенски средства и флаширана вода. Иницијативниот одбор на граѓани за помош на поплавените во соработка со Општинската организација на Црвениот крст од Куманово денеска ја однесоа донацијата која што беше собирана изминативе 2 дена. Донацијата се состои од вода, храна, хигиенски производи. Тоа се основните работи кои во моментот се најпотребни и најнеопходни. Се надевам дека акцијата ќе продолжи и наредните денови. Секако, акцијата ќе продолжи и наредните денови, се додека мислиме и додека им е потребна помошта на граѓаните од поплавените подрачја. Одлучивме дека директно ќе доставиме целата донација од куќа до куќа. Имаме веќе една екипа на терен. Во корелација сме со кумарските акцијаши, тие се веќе на терен. Имаме група од 15 волонтери што директно ќе идеме таму да помогнеме и физички и морално. За превозот на волонтерите кои што сакаат да се вклучат во расчистување на поплавените домови во Скопско се погрижи и ОЦОТУРС, информираат од иницијативниот одбор. Инаку хуманоста на дело денеска ја покажа и нашата сограѓанка Розита Трендафиловска, која верува дека се уште постојат луѓе кои што сакаат да им помогнат на настраданите, бидејќи не се знае кој во каква ситуација може да се најде и на кого ќе му биде потребна помош. Многу е лесно да седиш во комфорна фотелја и да плачеш и да сочувствуваш. Многу е потешко да станеш од тој комфор и да отидеш да помогнеш на тие луѓе. Мислам, тоа е еден хуман гест, Македонија е голема, секој човек еден час да одвои, и тоа прави разлика. Јас сум тука да ја направам таа разлика. Собирната акција за помош на поплавените во Куманово ќе продолжи уште една недела, соопштуваат од иницијативниот одбор на граѓани. Повеќе пакети вода, храна и облека успеа да собере хуманитарната организација Крепост во рамки на акцијата која што започна вчера во трговскиот центар Сума, а е наменета за поплавените семејства во Скопскиот регион. Финансиски средства, повеќе од 30 пакети вода, исто толку облека, храна и хигиенски средства се соберени во текот на вчерашниот ден, но и утринава на штандот на хуманитарната организација Крепост, кој е поставен во трговскиот центар Сума. Членовите на организацијата истакнаа дека се задоволни од одзивот на граѓаните да донираат за поплавените семејства во скопските села. Ова катастрофа што се случи во Скопје навистина не потресе сите и цело Куманово е потресно, така да донациите се на доста големо ниво. Продажбата на мајци заснована на логото на организацијата Крепост. Исто така донација преку продукти, односно преку вода, конзерви. Не може да се одлучи, се донира на секаков можен начин. Се е нужно, и парите, и храната, и водата, облеката.
Кумановците се многу заинтересирани и јас се изненадив од нивната желба за да бидат хуманитарни. Собраните продукти ќе бидат доставени до Општинскиот Црвен крст, кој подосна треба да ги предаде на загрозените семејства во Скопскиот регион. Инаку акцијата на Крепост завршува вечерва во 22 часот. Кумановската полиција поднесе кривична пријава против 33-годишниот ЕБ од Куманово, осумничен за кривично дело убиство. Пријавениот на 30 минатиот месец со кунски нож му нанел убодна рана во пределот на грбот на полицискиот службеник Горан Станишевски, од која по кратко време починал. Полицајецот заедно со уште тројца колеги постапувал по пријава за семено насилство во куќата на пријавениот во местноста Средорек. Насилството го пријавиле мајката и сестра на пријавениот, кои биле физички нападнати и повредени. Околу 22 часот полициските службеници со возило на брза помош влегле во дворот и во куќата на ЕБ, при што истиот се расправал и исфрлил стаклени предмети кон нив. При совладувањето пружал силен отпор, а во еден момент се отргнал и земал кунски нож, со што замавнал кон полициските службеници, при што му нанел убодна рана на Станишевски. Во вториот квартал од годината сите податоци укажуваат на продолжување на економскиот раст, но со забавена динамика во однос на првото тримесечие, стои во соопштението на Народната банка на Република Македонија. Инаку во јуни банката бележи поголема склоност на населението за штедење во денари наспроти располагањето со странска валута. Во последниот период е забележан раст на штедење на населението во банкарскиот систем, особено во домашната валута. Според Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, присутни се знаци на стабилизирање на очекувањата, видливи преку отсуство на притисоци на девизниот пазар и интервенции на НБРМ со откуп на девизии. Во вториот квартал од годината сите податоци укажуваат на продолжување на економскиот раст, но со забавена динамика во однос на првото тримесечие. Од Народната банка на Република Македонија соопштуваат дека остварувањата во економијата од почетокот на годината досега се послаби од очекувањата, што заедно со ризиците од надворешното обкружување и домашните политички случувања упатуваат на надолни ризици за проекцијата на БДП за 2016 година. Во однос на инфлацијата, просечната годишна промена на домашните потрошувачки цени и натаму е во негативна зона, при пониски цени на храната и енергијата. Од друга страна, базичната инфлација бележи позитивни годишни стапки на раст. Од 25 јули Народната банка секојдневно интервенира со откуп на девизи од банките поддржувачи, при што заклучно со 8 август се откупени вкупно 48,3 милиони евра. Интервенциите на Народната банка на девизниот пазар придонесоа за подобрување на денарската ликвидност на банкарскиот систем. Во такви околности и во насока на ефикасно управување со ликвидноста, банките ги зголемија пласманите во расположливи депозити кај Народната банка, истакнуваат во соопштението. Јунските податоци за депозитите кај банките покажаа значително забавување на падот на вкупниот депозитен потенцијал при истовремен благ раст на штедењето на населението. Прелиминарните податоци за јули упатуваат на повисоко ниво на вкупната депозитна база споредено со претходниот месец во целост како резултат на солидниот раст на депозитите на населението. При тоа во овој месец присутна е поголема склоност на населението за штедење во денари наспроти располагањето со странска валута. Ваквото однесување покажува значително подобрување на перцепциите на субјектите, а делумно може да е реакција на поместувањата во каматната политика на банките. Управата за јавни приходи и овој месец ја објави црната листа на физички и правни лица кои должат енормни суми на пари за даноки и други побарувања. На листата се наоѓаат и фирми од Куманово. Прва е Нама АД Куманово, која е на 24-то место, на 46-то е Хулјуси Комерц, тука се наоѓаат и Кик АД Куманово, Виктор Манев Доел, Алми Петрол, ДС Искра Стил Констракшн, Искра Кен, Жито Фарм, Шмекиком, Аструида и јавното предпријатие Чистота и зеленило.
Во комплексот Етно село во општина Старо Нагоричане се одржува двонеделен камп за обука на студентки и средношколки за развој на професионални вештини од новинарство, фотографија и филм. Медија камп Буверо 2016 е во организација на Фондацијата Ромедија и Националниот ромски центар, а ќе трае до 12 август. Десетина студентки и средношколки од ромската етничка заедница од повеќе градови од државата се едуцираат за развој на професионални вештини од новинарство, фотографија и филм. Обуката во рамките на вториот медија камп Буверо 2016 е во организација на Фондацијата Ромедија и Националниот ромски центар, а се одржува во комплексот Етно село во општина Старо Нагоричане. Според надлежните, целта е да се зајакне самодовербата на учесничките, да се обучат, да се олесни нивниот пристап кон понатамошното образование и активно да се вклучат во заедниците за социјални промени. Имавме доста ампликанти, но меѓутоа ги одбравме тие што се солидни ученици и драго ми е и ги има од различни нивоа на степен на едуцирање. Радо се што во Македонија се уште имаме кадри кои и родители кои се одговорни за своите деца. На еднонеделниот камп учесничките постепено ќе се запознаваат со основите на новинарство и документарниот филм. Девојките овде доаѓаат без претходни предзнаења од областа на новинарството, документарниот филм и затоа ние имаме еден постепен пристап во нивното запознавање. Значи целта е кога ќе дојдат да научат првин како тоа, што е тоа новинарство, нели, што е тоа комуникација, како се комуницира, како се пишува една основна вест, на пример, како се пишува сторија, самите пишуваат своји истории, ги презентираат на свој начин и полека преминуваат, ги преточуваат приказните преку слики. Учесничките при крајот на кампот сами ќе креираат документарни филмови под менторство на Националниот ромски центар. И вчера имавме за задача да одлучиме тема за која сакаме да снимеме филм. И нашата тема е животот на една ромка. Целта во денот е што учиме за тоа да се зајакнат девојките ромки, за дискриминации што имаме, предрасуди. Кампот се пријавив затоа што сакам да научам нешто повеќе за делот од снимање, фотографирање, видео. Очекувам од овој камп да се зајакнат ромските здруженија, односно да се зајакне жената ромка. Обуката завршува на 12 август. Кампот е финансиран преку програмата Европа за граѓаните на Европската Унија. Кумановската полиција поднесе кривична пријава против 49-годишниот БТ и 25-годишниот ДТ, двајцата од Куманово, осомничени за сторено кривично дело насилство. На 8 минатиот месец, околу 14 часот, оштетените ТД 35 годишен, ЛД 39 годишен и БД 43 годишен, сите од село Младо Нагоричане, дошле пред домот на пријавените пошто настанала вербална расправија, во која прва пријавениот физички го нападнал ЛД, а потоа го удрил и БД во пределот на главата. Започнала тепачка во која се вклучил и второ пријавениот, кој со дрвен предмет започнал да ги удира оштетените, нанесувајќи им телесни повреди. Времето денеска во Куманово беше многу топло и сончево, а дуваше речиси тивок југоисточен ветер. Максималната температура изнесуваше 33 степени, а минималната 18. За утре метеоролозите најавуваат облачно време. Дневната температура ќе достигне до 32 степени, додека утринската ќе се намали до 20 степени Целзиусови. Ова беше се во денешното издание на Дневникот. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер.